За линиите возниот ред и цените за користење на општинскиот линиски превоз, граѓаните од денеска ќе може да се информираат и преку информативни брошури. Истите денеска беа поделени на граѓаните на градскиот пазар, а во текот на следните денови ќе се поделат на повеќе локации во градот. Директорот на јавното претпријатие Стипион Панче Стефановски посочи дека по повеќето консултации и корекциите, ова е конечната верзија во однос на спроведувањето на превозот и потребно е граѓаните соодветно да се информираат за истата. Во овој период ние не брзавме со промотивни материјали за да не создадеме дополнителна конфузија кај граѓаните. Сега кога имаме една финална состојба, започнуваме со делење на едни информативни брошури на кои што ги има сите најважни информации за граѓаните, како табелите со возните редови, мапите од активните линии и ценовникот на општинскиот линиски превоз. Следните денови активно ќе делиме на повеќе локации во градот на штандови, ќе делиме во автобусите, во училиштата, факултетите, во бањата, на градскиот пазар и во сите други институции во градот. Најпопуларна линија за патниците е линијата која сообраќа од трговскиот центар до населбата Баби и обратно. Меѓутоа интерес има и од населбите Дузлак, Чардаклија и Тричешми. Дефинитивно јавниот превоз е посетен од страна на и користен практично од страна на нашите сограѓани, што ме радува затоа што веќе неколку месеци автобусите се обраќаат во сите населби од нашиот град и ме радува фактот дека има голем интерес за користење на градскиот линиски превоз. Ова кое што денес го практикуваме е да ги информираме граѓаните за сите постоечки релации, сите постоечки линии кои што се во функција на линискиот превоз и кои што се надевам дека со периодот кој што следи со деновите и месеците ќе има уште поголема застапеност и уште повеќе патници. За општинскиот линиски превоз, граѓаните може да се информираат и на Facebook страницата на јавното претпријатие, официјалната веб страница jps.mk или преку информативните табли кои се поставени на секој од автобуските постојки.